Драго ни е што го отпочнавте за прв пат, го отпочнавме оваа година и мислам дека за прв пат во историјата на одбележувањето на овој празник, а нема да биде последен. Ова нека биде почеток, од следната година ќе продолжиме на истиот ваков начин да го прославуваме овој величанствен ден. 11 октомври, тој е денот кога нашите борци, нашите храбри борци во Прилеп и во Куманово, во Прилеп токму во оваа зграда, во овој участакот, кој што тогаш бил полициска станица, нашите храбри борци дојдоа тука, ја испукаа првата пушка. Втората група во затворот во Прилеп, а третата група ги пресече телефонските жици во тој дел на градот. Тоа беше почетокот на борбата, на народно-ослободителната борба на нашите граѓани, на нашите храбри борци, кои што 4 години се бореа против непријателот и успеа да се ослободиме после 4 години. Вложија голем труд, вложија голем напор и големи човечки животи. 650 храбри борци загинаа во Прилеп и околината, од кои 10 народни херои. Тоа ние денес го славиме, тоа ние го почитуваме и секогаш ќе ги паметиме како вистински борци за ова што го направиле и го дале својот живот за Република Македонија и за граѓаните на Прилеп. Во таа чест, Јосип Броз Тито, маршалот на Југославија, на 7 мај 1975 година на Прилеп градот херој му додели орден за град херој, еден од 8 градови во државата во Југославија, за она што го направија борците, за она што го направија храбрите граѓани во тогашниот 1941-44 година. Јас мислам дека ние продолживме по нивните стапки, ние продолживме по нивните соништа да направиме на независна држава, една држава каде што граѓаните ќе имаат свое достоинство, што имаат напредок и просперитет. Мислам дека тоа ќе го направиме и во иднина. Тоа нашите граѓани го сакаат. Сите сакаме просперитетна Република Македонија да оди во евроатлантските интеграции. Тоа го сакаме сите ние, а знаеме дека патот е тежок. Патот е долг, ама тој пат сите заедно ќе го изјадиме. И знаеме затоа што на крајот на тој пат не чека светла иднина. Тој пат го одбраа младите, тој пат го одбраа студентите, тој пат го одбраа бизнисмените, уметниците, спортистите и сите граѓани, најголем број дел од граѓаните на Република Македонија го одбраа овој пат и ќе го изодиме со гарант на Зоран Заев како председател на владата и како премиер, ќе му покажеме дека оваа држава ќе излези на вистинскиот пат. Сите заедно со него ќе покажеме дека знаеме што сакаме. Имаме своја визија и имаме своја цел. Таа цел сите заеднички ќе ја оствариме. Јас сакам во оваа прилика да повторам уште еднаш. Македонија ќе ја биде. Македонија ваква или таква, заедно со ваков народ, со вакви граѓани на Прилеп, кој што како што беше 41-44 и после тоа граѓаните на Прилеп учествуваа нашите дејци во општествено-политичкиот живот, во економскиот живот, спортскиот и така натаму, културниот живот, социјалниот. Сите тие покажаа дека знаеме да ја браниме татковината, знаеме да живееме, знаеме да ги почитуваме нашите предци и да ги оствариме нивните соништа. Јас сум убеден дека ќе дојде денот кога сите заедно ќе прославуваме и идната година ќе бидеме уште повесели и уште посигурни во она што сте го направиле. Уште еднаш сакам да му се заблагодарам на градоначалникот на општина Куманово и неговата делегација за тоа што не удостоија вечерва да бидат наши гости и заедно да чествуваме, заедно да прославуваме, заедно да го одбележиме овој величествен празник. Нека е честит и вековит 11 октомври.